По прекинот 3 месеци повторно започна да функционира општинскиот линиски превоз на патници во Кочани. Автобусите возат на релацијата од населбата Оризари преку Усова чешма, Бавчалук, на спојот на улиците Белкамни, Страшоер, Бапче до зоната лесна индустрија. Транспортот на патниците го врши компанијата Тасим од Оризари со 4 поаѓања дневно од понеделник до сабота, согласно одобрениот и регистриран возен ред. Од транспортната компанија рекоа дека на почетокот од обновувањето на услугата до сега немало проблеми. 3 месеца го нема превоз, сега после 3 месеца луѓето нормално дека не знаат дека уште дека е почна на линијата. Највеќе патници има од населба Оризари до плоштад и до болница. Вози се од понеделник до сабота секој работен ден со исклучок на државните празници. За едно возење патниците плаќаат само 10 денари, односно половина од цената на чинење на билетот, а другата половина ја субвенционира општина Кочани. Цената за оваа услуга е утврдена со одлука на Советот. Граѓаните се задоволни што повторно функционира превозот, што за нив е поволна опција, особено во поглед на трошоците. Дека сум јас, у Трајан Трубов, горе, зима 70 динара такси. А вака со 20 динара не е ништо, ќе се платиме. А јас сум години више, не може да одам. Највише ми се аресува релацијата до подлазите и до Оризари што вратени селото. Од има стари луѓе не можат да се искачуват, а автобусчето многу убаво, Господ здраве да му даде на тај што го пушти автобусчето. Цената 10 динара многу реална беше. Ако треба и 20 ќе плаќаме. Ама има луѓе што немат пари. Ама одговара и 10 и 15 динара да е. Прекинот во вршењето на општинскиот линиски превоз настана откако претходниот превозник Автоатом од 1 август годинава престана да ја дава услугата. Образложението тогаш беше дека релацијата е непрофитабилна и неисплатлива. Изборот на компанијата Тасим е направен по 2 неуспешно реализирани јавни набавки, што претходно ги спроведе општина Кочани.